И здраво дечки, добре дојдовте во новото видео на Macedonian Gamer. И дечки, денес играме FIFA 17 онлайн. Дечки, се извинувам што немаше во најновото видео, во последно време видео, но тоа е по проблемни причини и дали ќе има гол, дали ќе има гол, не. Се извинувам што немаше во најновото, во последно време видеа, но тоа е од оправдани причини, сепак јас да ви се извинам, тоа е моја должност. Ова беше нешто. Да, ви се извинам уште днешка, бидејќи некој проблеми некој и тоа е нешто последно. Сега нешто плеерот стопираше, не знам зашто. Да, епа, нема да го сечам овој дел. Бидејќи сакам да ви се извинам, ја продолжи играта. Уште еднаш многу заради тоа и ајде сега да продолжиме со играњата. Оп, дали ќе ни даде сега гол? И губиме 1-0. За жал губиме во петата минута 1-0. Но нема откажување секако, нели? Малце нереално и глупо што играме против Барселона, а ние сме со Барселона. Така да... Тоа е тоа. Сега, топката иде... Продолжуваме да одземаме топката. Тоа е во напад. Шут, не за 2-0. Јес. Имавме среќа. Тер Штеген сепак е добар, многу добар голман. Сега иде топката до... Иде таму кого. Сега оваа пресечена добра топка. Топката е сега во Кепике. Ракетич. Што зборувам јас? Што се спогонив, сега е топката кај... Тер Штеген моментално. Пак, оди неки Суарес, но... Офсайд? Да. Офсайд? Ја, одземуваме топката. Повторно се трудиме да одземаме, не ја одземавме таа топка и мора да избиеме со Тер Штеген. Сега... Оди топката до Суарес. Но, безуспешно. Ајде. Не, јес. Тоа е добро. Сега топката... Подадовме, но... Ја одзема. Ајде сега. Подаваме... Безуспешно. Што? Слободен узор? Ма не, никако. Не, ова е грешка на судијата. Чиста грешка на судијата. Чиста грешка. Сега мислам дека ќе се одлучи да шутира. Бидејќи е сепак не до толку далеку. Да, како што реков се шутна, но лошо. Дека ова беше доста лошо. Добра му беше тактиката, но знаете како треба да се вежба се уште и тоа. Ајде сега одиме ние да ќе гол, пробуваме со Неймар да шутнеме. Зашто тоа го направивме, требаше да се повлечем назад. Ајде, Тој сега ја добива топката, се трудам да му ја одземам, да и успеа во тоа. Ајде сега да обработиме некој си напад добар. Браво тука. Ајде, Додов баш точно не играчот, не е баш тоа. Денеска не знам, не играм во таа форма која што знам да играм. Никако не даде доста рано другиот играч добар гол, ќе кажаме бе. Добар гол во дури петата минута. Ајде сега таа топка.
Мора да ја избијам ова. Ајде се тука. Пас. Морам да подадам бидејќи Сергио Бускетс не е за ова позиција каде што додав јас со него. Браво. Ајде сега, ајде, тука, треба да... Шут! И издрамнување, 1:1, Меси! Во 40-та минута. Еве го уште еднаш овој прекрасен погодок на Меси и 1:1. Излезам во 34-та минута. Земеме оваа топка. Сега одиме во напад. Ние одземаат таа топка. Опа. Добра игра на нашите играчи, сепак морам да кажам, не само се пожелам. Се вративме во некој, да кажам, добар ритам, ајде. Шутнав од тука, но знаеме дека нема шанси, но сепак. Сега тој избива. Мисле дека реков бидејќи мисле дека наќе нашиот играч. Еве сега добра шанса за нашиот играч. И гол. Каков шут, прво не ми се верува. И гол на Суарес, ако не се лажам. Да, во 40-та минута. Суарес. 2:1. Да, значи да почетам, ова е онлайн, не е како другите пати кога сум снимал FIFA да биде како против компјутерот, да кажем, да играм. Еве сега акција. Ова е онлайн. Шут на Суарес и 3:1. Луис Суарес, 3:1. Ова е вториот погодок на Луис Суарес. Мислам дека ќе исклучи овој плеер. Или може би ќе направи некои си измени, не сум сигурен. Да, значи сакам еве во прилика да ви кажам дека многу ми е криво што не можев да снимам. Доста криво, но ете како. Да правил измени. Но тоа е тоа, знаете како. Еве сега продолжува такмицата. Се вративме во тој добар ритам, иако го бевме уште во 5-та минута 1:0. Сега сме на 3, водиме 3:1. Пресврт, значи огромен пресврт. Да кажам огромен, не мислам нешто како, мислам, сепак е огромен, да, од 1:0 на 3:1 да водиме, а губевме 1:0. Сепак некој пресврт. Тука ќе ја подам, бидејќи сакам да набрзам со глава да дадеме гол. И тоа го успеав. Ова е третиот гол, значи хет-трик на Суарес за овој натпревар. И крај на првото полувреме. Сега повторно ќе играме. Ако ви се таа сега ќе ви апелирам во оваа прилика да оставите лайк, шер или subscribe на мојот канал. Ако ви се допадна видеото, обавезно оставете лайк. И ако не ви се допадна, оставете дизлайк, бидејќи ако оставите дизлайк, јас ќе нема да ви се налутам, никако. Само ќе знам дека нешто има во видеото лошо, кој што јас ќе потоа ќе треба да го прегледам, да видам и да заклучам што е тоа што треба да го коригирам. Сега ајде да се вратиме на преварот и еве го топка до Суарес. Потоа пас до Неймар. Ќе се осудам да шутнам од дека. Но безуспешно. Еднаш имам дадено многу таков интересен гол од доста далеко, но за жал го немав, знаете како снимено тој гол јас. Па затоа не можам ни да ви го прикажам. Голем поздрав до сите мои другари. Прилика, ти ги поздравам Борис, Тино, Никола, Марко, Иван, Иво, Олег, Ерин, Матеј и сите други кои што ме следат
ме вклучат со мене. И поздрав до сите, така да кажам, што ги познавам. Еве сега Меси. Ова е фаул, мислам дека? Не, ова ред. Ја одземам таа топка тука. Ајде сега. Тоа е тоа. Да, Меси е повреден, мислам дека. Не сум сигурен. Да, пишува дека е повреден. Така да ако... Зашто вака лошо на Пике? Така да ако те треба да го сменам во брзо време. Ајде сега тука. Меси. Пас до Алба. Не, така беше. Искрено не видов, само се обидов да погодам кој е. Шутирам. И но безуспешно. Сепак голем пресврт направивме во утакмица која што тргнавме многу лошо да играме. Губивме во 5-та минута 1:0 и сега водиме 4:1. Жолт картон за Джорди Алба. Ред, јас си признам дека тоа беше фаул. Но мислам дека не беше за жолт картон, но сепак играме дома, домакини сме. Што? Повторно? Господе Боже, добро. Боже, не се кај ќе сум го стиснал копчето за клизач. Нема да биде ова гол. Мислам дека ќе иде доста над пречката, но не било баш така. Ајде сега ти другата спротивна екипа изнемува корнер, но оди топката во гол аут. Чесено тука избивам топката бидејќи мислам ја рогам топката, да кажам ајде. Бидејќи ми знаете како сепак некој страф имам во мене од такви ситуации. Ајде се. Ајде. Some potential in this move. That's good advantage shown by the referee for Barcelona. Goalkeeper can only parry it out. Тоа ќе иде аут за мојата екипа, мислам дека, или за нивната. И жолт картон за Бускетс од спортната екипа. Бидејќи многу интересно што двете екипи се од Барселона и малце реално глупо и нереалистично, но што да правам, сепак на тоа е онлайн и не можам јас да бирам. Престануваат уште 20 минути од играта. Се обидувам да на некој начин да постигнам уште еден гол, но некако тешко. Имаше фаул, уште еден жолт картон и... А не, ова е прв си знам. Тоа беше од спортивната екипа за Бускетс. Жолт картон. Кажам, дали тоа е малку нереалистична играта и мислам, ово е надпревар да кажам, бидејќи две исти екипи со исти играчи играат, што ми е мене малку глупо, но знаете како се веќе го одбрав. Мислам, не го одбрав јас, него компјутерот така го одбрав, па... Тоа мислам дека ова е прекино. Ајде, и сега продолжуваме со нападот. Шут. Јас мислев дека оди во гол. Дали повторно ќе даде картон? Да, судијата дава повторно картон на Сергио Роберто од спортивната Барса, така да кажам. Јас мислев дека ќе подаде на тој играч, но не. Еве се повторно ќе на стопката. Одиме дека Меси дрибла, Меси повторно дрибла, Меси шутира и 5-1. Меси во 78-та минута. Мислам дека плеерот сега ќе лефне, но не сум сигурен. И ако лефне ќе ја... Да, значи дечки, плеерот лефна, ви благодарам ако го погледнавте ова видео. Ако ви се допадна видеото, оставете лайк, шер и сабскрајб. Поздрав!